Постот представува воздржување од храна и пијалоци на одреден временски период со цел зајакнување на духот и телото, односно еден вид на тренинг или вежба во која што напреднуваме духовно и се засилуваме телесно. Кога зборуваме за постот, може да се спомене и тоа дека тој е востановен уште во рајот, односно кога Господ после создавањето на првите луѓе Адам и Ева им дал заповед да постат, односно да се воздржуваат од забранетиот плод. Тоа воздржание кое што тој им го наметнал, односно им рекол да не каснуваат од забранетиот плод, станува збор тука веќе за еден вид на пост, односно може да се каже дека на тој начин тие требало да се воздржуваат од блудот, односно со тоа што ќе постат. Кога зборуваме за постот, тука има многу карактеристики негови кои што вреди да се споменат. Пред се, ние би сакале да споменеме и тука дека тој е неопходен за спасението на човекот. А зошто е тоа така? Затоа што со постот многу работи започнале. Имаме примери во Светото писмо на Стариот Завет, кога Божите угодници, пророците, царевите и други сакале да се доближат до Бога, односно сакале да воспостават некаков контакт или пак пред некој важен настан, тие секогаш постеле без разлика колкав и да било бројот на денови, односно временскиот период кој што тие го одвојувале за воздржание од храна, но не само од храна, туку и од други работи. Ние може да споменеме тука една друга карактеристика на постот, односно дека покрај телесното воздржание имаме и духовно, односно постот не е само телесно воздржување од храна, туку и од секакви други помисли, лоши дела, навредувања и слично. Кога постиме во тој временски период, ние не треба само да внимаваме на тоа што ќе јадеме или пак што ќе ставиме во нашите усти, туку да внимаваме и како се однесуваме со нашите ближни и какви дела правиме, односно дали правиме добри или лоши дела, дали правиме греови или пак добри постапки. Ние имаме многу примери во Светото писмо, имаме примери од животот на Господ Исус Христос, кога тој постејки во пустината 40 дена се подготвувал на некој начин за спасоносното дело, односно кога веќе ја започнувал својата проповед помеѓу неговите следбеници и ученици, односно кога започнувал да им проповеда за спасоносното слово. Господ Исус Христос 40 дена во пустината постел и потоа бил искушуван од нечестивиот, односно од ѓаволот, и на тој начин ни покажал како можеме да се бориме против злите духови, односно против сатаната, и на кој начин можеме да го очистиме нашето тело и нашата душа и да се доближиме поблиску кон Него, односно кон самиот Бог. Низ примерот на светите отци, пустиножителите, испосниците, аскетите, имаме безброј примери кога тие имале контакт дури и со зли сили, односно со демони, кога биле соблазнувани, искушувани и биле терани на различни други дела, кои што не се во согласност со христијанскиот живот или пак со нивниот искушенички живот, но тие на добар начин ги победувале со тоа што се држеле до Господовите заповеди, односно до примерот кој што го востановил или им го оставил Господ Исус Христос, да постат, бидејќи тој и самиот им кажал на своите ученици, на светите апостоли, дека овој род се истерува само со пост и молитва, притоа мислејќи на сатаната и на неговите следбеници, односно на демоните, бидејќи само на тој начин може да се бориме против нив доколку постиме и ја очистиме нашата душа од секакви греови. Дали се тоа наши постапки, дела или пак наши помисли, значи како што спомнавме претходно, има двостран карактер, односно духовен и телесен пост. Што се однесува до постот, исто така може да се спомне дека покрај тоа што е оружје против злите сили или пак против демоните, исто така представува на некој начин и подготовка или пак еден дел кој што е заедно со светата тајна покаяние или исповед, односно пред да се случи тоа во нашите животи, односно пред да се одлучиме да пристапиме кон светата тајна покаяние или исповед, ние постиме одреден период со цел, нели, како што спомнавме претходно, да ги очистиме нашите души и тело од секакви лоши помисли и постапки. Конкретно за светата тајна покаяние или исповед
која што е позната во православната црква како практика, уште од најстари времења, односно од почетокот на христијанството, имаме примери кога христијаните и јавно се исповедале во храмовите или пак онаму каде што се собирале со нивните собраќа, но со текот на времето почнале и тајно, односно да прават еден вид на пракса на тајна исповед, каде што во разговор со свештеникот, односно свештено лице, ги кажуваат своите постапки, односно своите гревови, и на тој начин преку нивното покаяние доаѓаат до очистување, каде што свештеникот им чита разрешителна молитва со што ги отпушта нивните гревови и им дозволува да пристапат кон светата тајна причест или евхаристија. Уште во Стариот Завет, односно пред доаѓањето на Спасителот Господ Исус Христос, ние сме ја слушале честопати во Светото писмо и сме ја читале проповедта на светиот Јован Претече и Крстител, кој што им велел на неговите следбеници: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Со тоа сакал да им каже на сите оние кои што грешеле и кои што воделе на некој начин нечестив или грешен живот, да се очистат од своите гревови и да се покајат искрено, затоа што само искреното покаяние може човекот да го донесе кон спасението, што е наша основна цел како православни христијани. Господ Исус Христос на своите ученици апостолите им дал власт во смисла кога им рекол: се што ќе сврзете на земјата ќе биде врзано и на небото, и се што ќе разврзете на земјата ќе биде одврзано и на небото. Односно им дал на некој начин власт да им простуваат гревови на луѓето, не конкретно во смисла простување кое што само Господ може да го даде по неговата милост, туку на некој начин она што го спомнавме пред малку со прочитувањето на разрешителната молитва, при која што му се отпуштаат на некој начин гревовите на покајникот, односно на оној кој што искрено се кае за своите постапки или пак за своите гревови кои што ги направил во текот на својот живот. Ние имаме безброј примери на грешници низ историјата на христијанската црква, кои што со искрено покаяние не само што се очистиле од своите гревови, туку станале и светители. Например, светиот апостол Павле во почетокот ги гонел христијаните и ги убивал, но потоа откако станал христијанин, тој, по неговото искрено покаяние, станал еден од најревносните апостоли и предводници на христијанската вера, но истото тоа се случува и со многу други свети оци. Имаме такви примери помеѓу светителите, каде што тие после нивните грешни дела или постапки или одреден период од животот го посветиле на блудничење или пак на правење на лоши дела, меѓутоа откако се соочиле со христијанската вера и искрено се покаяле за своите дела, тогаш не само што им било простено, туку тие со текот на времето со својот благочестив живот и по нивната смрт се вброиле во редот на светиите. Тука може да се спомене исто така еден пример од Свети Сисој Велики, кој што на своите ученици, кога го запрашале колку е потребно да се простат гревовите на човекот, тој им тврдел дека не е потребен долг период на покаяние, ако е тоа навистина искрено, пропратено со солзи и чисто срце и чиста совест, вели Бог може и за 3 дена да ги прости дури и најтешките гревови. Од тука, од ова негово мислење и од мислењето на многу други свети отци, можеме да воочиме и да се гледаме дека навистина Бог, според неговото милосрдие и според тоа колку го сака човекот, не ги простува гревовите, затоа што ние самите, кога свесно и со чиста совест ке пристапиме кон покаяние, може само на тој начин да дојдеме до очистување од нашите гревови и лоши помисли. Очистувањето или покаянието со солзи, со искрени солзи, е навистина полезно и корисно за човекот, и тука може да се наведе еден пример со христијанин кој што во текот на својот живот правел лоши дела, меѓутоа на смртната постела тој земал едно марамче и го натопил со солзите кои што биле пролеани како резултат на искрено покаяние, и кога дошле демоните и ангелите да дадат едните список на неговите лоши дела, а другите, односно ангелите, список на неговите добри дела, за тоа дали ќе се спаси неговата душа после смртта или не,
ангелите немале што да стават и го нашле марамчето покрај неговата глава, облиено со солзи, и кога го ставиле на кантарот, тоа натежнало наспроти лошите дела. Со тој пример може да согледаме дека навистина Бог после неговото искрено покаяние му ги простил гревовите и неговата душа може да се каже дека била спасена токму поради неговото последно искрено покаяние кое што било со чисто срце. Свети Јован Златоуст вели дека покаянието и Божјото милосрдие можат да го спасат дури и најголемиот грешник. Ние тука имаме примери од светите оци кои што велат дека дури и ѓаволот, ако се покае, може да биде очистен за своите зли дела. Меѓутоа, тоа не е возможно затоа што самиот тој е далеко од покаянието и никогаш не би посакал да се покае и да се очисти од гревовите. Меѓутоа, кога зборуваме за нас луѓето, односно за нашите гревови и лоши постапки, може да се каже, односно да се спомне овој пример од Свети Јован Златоуст и секогаш да го имаме во своите глави, дека што и да направиме, би можело да не се прости само доколку искрено се покаеме. Исто така, зборувајќи овде за покаянието или за исповета, или конкретно за нашите постапки во животот, вреди да се спомене и фактот дека кога еднаш ќе се покаеме, не треба повторно да сгрешиме. Односно, тоа е исто како патник кој што оди по пат и кога ќе падне, тој веднаш станува, се очистува и се го продолжува патот. Токму на тој начин, земајќи го овој пример, и ние низ нашите животи треба да се раководиме со тоа начело дека оние гревови кои што веќе еднаш сме ги покајале или сме се покајале за нив, не треба повторно да ги повторуваме, бидејќи на тој начин нема да постигнеме ништо, односно нема да се здобиеме со нашата цел, а тоа е сепак очистување од гревовите и спасение на нашите души. Имаме еден цитат од Свети Тихон Задонски, истакнат руски светител, кој што вели дека со покаянието треба да побрзаме додека Бог не повикува на тоа, односно да не чекаме да настапи часот на нашата смрт, бидејќи после смртта тоа не ни вреди ништо и не ни се исплати, затоа што само во овој живот, додека се уште сме овде на земјата, можеме да се покаеме за нашите дела, додека пак после смртта тоа не ни вреди ништо. И затоа овој руски светител ја кажува таа мисла дека Бог додека не повикува на покаяние, додека ни дава шанса, додека се уште сме живи овде на земјата, треба да го сториме тоа, а не кога веќе ќе биде доцна, односно кога ќе настапи часот на нашата смрт. Ние може да споменеме овде за покаянието, односно конкретно за исповета, и пример со различни типови на луѓе кои што ретко се исповедуваат или пак често, или пак некои никогаш не се исповедаат за своите гревови и постапки, со тоа што може да се спореди со примерот со прашината или пак прљавите валкани работи, како се приметуваат во сенка, а како на светлина. Односно, дека оние нечисти работи кои што се во темнина воопшто не се гледаат, но кога ќе ги покрие светлината на сонцето, тогаш се приметуваат, како што е, например, тоа прашината на подот. На тој начин и треба да се споредуваме и со ретко исповеданите и често исповеданите личности. Односно, што почесто се исповедаме и бараме прошка за своите прегрешенија од Бог, толку и повеќе ќе се доближуваме до Него. А нашата основна цел, кога ќе се покаеме, е да ја примеме после тоа и светата тајна Евхаристија, односно да се причестиме со телото и крвта Христови, бидејќи на тој начин само можеме да се соединиме со Бога и на тој начин ќе ги очистиме нашите души и тела и ќе се здобиеме со спасението кое што е цел на секој православен христијанин.